Во автомобилскиот свет веќе нема табуа. Во судирот на концепти и практични решенија победуваат оние што најдобро поминуваат на пазарот. Со цел да се спои доброто со корисното, се формираат коалиции помеѓу доскорашни ривали. На домашната сцена се случи доделувањето на наградите Златно тркало за 2022 и го тестиравме новодојденецот Dacia Jogger. Од интернационалните збиднувања ги одвоивме премиерите на Lexus RZ, Ferrari 296 GTS и Vesta од соседна Србија, дека таму ќе се произведуваат електрични автомобили во 2024-та. Ве поздравувам во новото издание на Автомагазин. Со подпишувањето на договорот помеѓу групацијата Stellantis и Република Србија обезбедена иднината на фабриката во Крагуевац. Во неа досега со прекини се произведува Fiat 500L, а веќе во 2024 година ќе почнат да излегуваат електрични автомобили. Челникот на Stellantis Карлос Таварес и председателот на Република Србија Александар Вучик подпишаа договор во кого фабриката во Крагуевац ќе влезе во инвестицискиот фонд предвиден со планот DEA Forward 2030. Како што е предвидено, до средината на 2024 година ќе почне производството на компактни возила поставени на една од 4 електрични платформи на групацијата. Тоа практично значи дека соседна Србија ќе стане стратешки центар за електрификација на поширокиот регион. Така не само што се задржуваат постоечките, туку ќе се отворат нови работни места и ќе се зголеми профитабилноста. Република Србија е собственик на 33% од уделот во Крагуевачката фабрика, а стратегијата на Stellantis предвидува инвестиција од 30 милиарди евра до 2025 година, во која 3 погонски модули со стандардизирани батерии ќе се вградуваат во 4 категории возила. Нам ни останува да им честитаме на соседите и сериозно да се запрашаме што правиме ние да се приклучиме во современите индустријски токови. Иако представена во 2013-та, сегашната генерација на Мустанг се уште не е за пензија. Американската икона 7 година поред е најпродаван спортски автомобил во светот. Форд од него лани испорача нешто помалку од 70.000 примероци, најмногу на домашниот пазар, каде останаа 76%. Од другите пазари, каде владее голем интерес за него, се издвојуваат Нов Зеланд, Бразил и Јужна Кореја, каде продажбата забележува најголем пораст. Во Форд причината за вечната слава на Мустанг ја гледаат во слободарскиот дух што ги магепсува ентузијастите ширум светот. Тука се и легендарниот дизајн и моќните V8 погонски групи кои му го даваат нескротливиот карактер. Страствената глобална заедница сепак нестрпливо ја очекува целосно новата генерација на Мустанг која е во средна фаза на развој. Поголеми отстапувања не треба да се очекуваат, иако е неизвестно каков тип на електрификација ќе добие. Недоумиците ќе бидат разјаснети идната година кога се очекува премиерата. Hyundai и Iveco ги здружија силите во потрега по вистинската насока кон иднината. Двете компании потпишаа писмо за намери за да ги испитаат можностите за потенцијална соработка во повеќе разни области. Конкретно се споменуваат заедничките електрични и водородни технологии, автоматизацијата и конективноста на комерцијалните возила. Иако ова треба да подразбира и меѓусебно поврзување и взаемно снабдување, сепак проценката е дека акцентот ќе биде ставен на возило
силата на водород. Иновативните технологии на сите овие полиња подразбираат и понатамошни заеднички чекори кои секоја за себе двете компании независно би ги преземале во согласно со своите стратегии. Сепак јасно е дека без разлика на нив и Iveco и Hyundai делат заеднички интереси и желба за лансирање на комерцијално достапни нови технологии кои ќе бидат основа за понатамошен развој кон еколошки неутралниот транспорт во Европа и пошироко. Новата 4-цилиндрична Емира има мотор со директно вбризгување изработен од докторот за перформанси AMG. Тој е веќе виден во AMG A45 и неговата посилна S-верзија која испорачува 418 коњи. Преработен специјално за Lotus Emira, тој има многу конструкторски промени и потполно нов софтвер за да овозможи вкупно 380 коњски сили. Поставен средишно, тој испорачува силата на задните тркала преку 8-степен менувач со двојна спојка. Користејќи врвна технологија, тој обезбедува извонредни перформанси и релативно ниски емисии на CO2. Високото ниво на опременост е понудено и во посилната верзија со 3,5 литрен V6 мотор со 400 коњи, позаимен од Toyota за кого е резервиран 6-степен мануелен менувач. 4-цилиндерската верзија ќе биде понудена за нарачки од април, додека шестакот со V-формација на пазарот ќе се појави во јануари в година. Цените за европскиот пазар ќе започнуваат од 88.000, додека верзијата со 6 цилиндри ќе биде поевтина за исто толку €1,000. По трет пат е одржана церемонијата за доделување на наградите Златно тркало, овој пат за 2022 година. Во функција на организатори и презентери на кандидатите се јавуваат Автоплус, Кар Клуб МК, Cars by Vic и RPM МК. Во склоп на годинешното издание на изборот Златно тркало учествуваа 16 автомобили кои креираа повеќе од 12.000 гласања, кои што ги одредија најпосекуваните во вкупно 5 категории. Во 3 победија штитениците на Porsche Македонија. Volkswagen ID4 однесе 2 признанија, едно Porsche Taycan, исто толку Peugeot 308 и Kia Sportage. Златните статуетки беа доделени на 5 најпосакувани автомобили, односно најпосакуван градски автомобил Peugeot 308, најпосакуван семеен автомобил Kia Sportage, најпосакуван електрифициран автомобил Volkswagen ID4, најпосакуван премиум автомобил Porsche Taycan Cross Turismo, најпосакуван автомобил во Македонија Volkswagen ID4. Златно тркало ги презентира новитетите пред сите кои имаат пристап на интернет и социјалните мрежи, со цел да формираат резултати според кои ќе се пронајде најпосакуваниот автомобил во Македонија. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила.
Овој автомобил го сакам, но овој пат ќе има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги отсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Метрополис, број 1 радиомрежа. Lexus ја користи групната платформа за електрични модели на која се базира Toyota BZ4X и ќе се појави кај дилерите на почетокот на следната година. RZ е увертира за целосното електрично престројување на Lexus во Западна и Централна Европа, а 5 години подоцна ширум целата планета. За цената нема податоци, но секако дека ќе биде повисока од онаа на Toyota. Со својот изглед, RZ беспрекорно се вклопува во дизајнерскиот јазик на марката. Масивниот преден дел со маската на ладилникот Diablo, типична за марката, е ревидиран и електрифициран, а страничната линија нежно се крева кон задниот дел. Таму светлосната лента се протега низ целата ширина на возилото, а поделениот заден спойлер го проширува дизајнот кон задниот дел и исто така придонесува заветените добри аеродинамички вредности. Внатрешноста има корист од новите слободи што ги нуди електричната мобилност. Меѓуоскиното растојание од 2,85 метри со надворешната должина од 4,8 метри овозможуваат дарежлив простор одзади. За да ја намалат тежината, што е можно пониска, конструкторите избраа материјали со висока цврстина. Како и кај сите електрични возила на Toyota, батеријата од 71,4 киловат-часови е поставена на долниот дел од каросеријата, што пак овозможува ниско тежиште типично за овие возила. Досего треба да биде повеќе од 400 километри, а потрошувачката на 18,1 киловат-часови на 100 километри. Lexus ветува повеќе од 90% од низиниот капацитет и по 10 години. Двата мотора на предната и задната оска заедно развиваат 230 киловати, што се претвора во забрзување од место до 100 км на час за добри 5,5 секунди, додека крајната брзина е ограничена на 160 км на час. За да ги задржи акустичните влијанија во граници, Lexus разви стратегија во 3 фази. Во RZ се користи и новата верзија на Active Sound Control, со која фреквенциите за поништување на бучавата се внесуваат во внатрешноста преку звучниците и се потиснуваат акустичните нарушувања. Како и обично од премиум гранката на Toyota, внатрешноста е опремена со висококвалитетни и добро обработени материјали. Опционалниот панорамски покрив може да се затемни доколку е потребно. Сепак на новиот волан муштериите ќе треба да се привикнат. Тој повеќе не е тркалезен, туку квадратен со опционалниот систем за управување One Motion Grip, кој не содржи механичка врска. Заменета е со електричен контролер кој ги испраќа желбите на возачот до тркалата.
Ова ги намалува вибрациите и ја подобрува стабилноста. За оние што сакаат да останат конвенционални, има изведба со класичен волан. Новиот Direct Force систем ја контролира влечната сила на 4 тркала преку сензори и ги проценуваат факторите како што се брзината, аголот на управување и силите на инерцијата со цел да се пресмета соодветниот погонски вртежен момент на двете погонети оски. RZ450E е опремен со мултимедијалниот систем познат од Lexus NX, кој сега може да се контролира и преку новиот Hey Lexus Assistant. Менаџерите на Lexus се уште молчат за цените. Оваа пролет се покажа како променлива и студена, но тоа не ни ги расипува плановите за летото. Нив ги вжешти Ферари со Spider изведбата 296 GTS, подпомогнат од плагин хибрид, спринта до 100 за 2,9 секунди. Токму со помош на струјата, 663 коњи нараснуваат на 830 и го погонуваат до 330 км на час. Едвај чекам да дојде долгото топло лето. Новата едиција на Ferrari 296 се вика GTS. Spider каросеријата има подвижен покрив поради кого е жртвуван багажникот кој кај овој модел се наоѓа зад седиштата. Него му се потребни 14 секунди да ја претвори кабината во величествен спортски екземплар. Со притискање на копче тој се преклопува во два дела и се сместува над поклопецот на моторот. По архитектура V6 со турбостероиди од 3 литри се пумпаат 663 коњи, кои нараснуваат на 830 со помош на плагин хибридниот систем. Силата стига до тркалата преку 8-степен менувач со двојна спојка, веќе познат од неколку модели од Maranello. Во чисто електричен модус на возење може да достигне 135 км на час. Фабриката декларира дека првата стотка се постигнува за 2,9 секунди, до 200 потребни се 7,6 секунди, а максималната брзина е 330 км на час. Ова е одличен показател затоа што поради неопходните зајакнувања на конструкцијата и механизмот за покривот, 296 GTS е за 70 кг потежок од 296 GTB. Како и кај купе верзијата и во Спајдерот, возачот нема многу да се офајди од возењето на струја. Автономијата што ја дозволува батеријата е само 25 км. Годинава ова е прва промоција од Maranello, за неколку месеци би требало да се представи првото спортско корисно возило Purosangue. Ретки се возилата кои добиле репутација на теренски икони. Едно од нив со мали модификации на изгледот се произведува 45 години и има скор повисок од 2 милиони единици. Што е поинтересно, нуди доверливост, проводност и распространета е ширум планетата. Денеска се навраќаме на историјата на Лада Нива, која се уште е активна. Настана со декрет на Политбирото, ги надживеа партијата и државата и остана цели 45 години на производствените ленти. Приказната за Лада Нива започнува во 1971 година, кога тогашниот премиер на Советскиот сојуз им дава задача на домашните производители да создадат ефтин и издржлив автомобил кој еднакво добро ќе им служи на војниците и на селаните.
вагоните. Инженерите на ВАЗ, каде туку-што беше започнато производството на првата лада, се зафатија за работа и искристализираа 3 предлога. Концептите на лесно подигнат патнички автомобил и груп теренец со мек покрив налик на джип не поминаа, но третиот еволуираше во нам добро познатата Нива. Тестирањето на првите прототипи со официјална ознака ВАЗ-2121 започна во 1973 година. Тие беа подложени на искушенијата на сите можни терени и временски услови на големата земја, попат добивајќи го изгледот на серискиот модел, чие производство започна во 1977. Со својата издржлива механика и модерна, но практична каросерија, Нива беше доживувана како технолошко чудо. Ги имаше задржано добрите особини на патничките автомобили, а со стандардниот погон на сите 4 тркала со редуктор и блокада на централниот диференцијал беше способна да совлада секакви беспаќа. Светот ја запозна наредната година на салоните на автомобили во Брисел и Париз, кога и започна нејзиниот извоз. Во тек на својот живот, Лада Нива стигна до сите меридијани на земјината топка, дури и на Антарктикот. Минимално технички и оптички осовременувана се продава и ден денеска, но заради еколошките норми само на ограничен број пазари. Лада неколку пати се обиде да ја замени со понов и посовремен модел, но безуспешно. Досека се произведени околу 2,5 милиони примероци, од кои околу 700.000 се извезени. Од оние пак што беа продадени на домашниот пазар, денес во употреба се околу 1,2 милиони. Во последните 8 месеци Dacia представи дури 3 нови модели. Последниот е моделот Jogger, кога го тестиравме на неговата светска премиера пред неколку месеци во Франција. И тогаш изразив желба Jogger да го возам во Македонија. И таа желба ми се исполни неполни 2 месеци по посакувањето. Повторно сум со Jogger, модел кој обединува дури 3 каросерии во едно. Како што гледате, неговата контура е караванска, но поради издигнатоста од подлогата делува и како кросовер. Таа линија продолжува и до задниот дел, кој е типично каравански. Се гледа дека во изгледот и во дизајнот е направено многу. Погледнете ги само како се решени светлата. Нека ми извинат швеѓаните, но многу личи на XC60. Должината поголема од 4,5 метри овозможи да се формира доволно простор и во внатрешноста. На задните седишта имате доволно простор во сите смерови. На задниот дел, посебно на стоп светлата, мене Joggerот ме подсетуваше на Volvo, но гледам цитати од Volvo и во внатрешноста. Пред се тоа е на потпирачите на главите, на предните, но и на задните. Што се однесува до модуларноста на просторот, Dacia може да понуди многу, бидејќи основа е ГПК-от од 720 литри, а задната клупа е делива и таа може да отвори еден поинаков хоризонт во внатрешноста. На возачкото и со патничкото седиште Dacia формира еден интересен простор. Да, материјалите се дискутабилни, тоа е тврда пластика, но се потрудиле румунците да направат некои емотивни решенија, како што е вметнувањето на текстилот на централната конзола и формата на дифузорите за воздух, кои се и алудираат на новиот знак на компанијата. Што се однесува до дигитализацијата во кабината, таа е направена
поставена на едно повторно рационално ниво. Dacia овозможува да се поврзе паметниот телефон со внатрешноста, но доколку сакате да ги користите подобрите апликации, само тогаш ќе можете телефонот да го поврзете и да ви функционира заедно со домашниот екран. Во едноставната внатрешност нема што многу да се објаснува. Се е подредено на функционалноста. А што се однесува до динамиката, ќе се обидеме да го извадиме максимумот од Jogger. И тргаме со возењето. За жал, не се случува она што може да го посекувате, но далеку од тоа дека е разочарувачко. Испод хаубата е сместен 3-цилиндерски 1-литрен турбо-бензински мотор кој развива 110 коњски сили. Тој е впарен со 6-степен мануелен менувач и првенствена негова функција е економичноста и непреченото движење. Што е и случај, бидејќи овој мотор е скроен да пружи солидна перформанса, да потегне ако треба, но негов императив е економичноста. Иако има на хартија мала кубатура и мала сила, сепак Jogger многу добро се снаоѓа во динамичките задачи. Овој автомобил не е скроен да одите на трка, туку да ги исполни пред се вашите потреби за просторност и лесно префрлање на семејството, но и на погабаритни предмети. Па сходно на тоа, не можете од него да очекувате секавични забрзувања, ниту пак извонредни крајни брзини. Подпирањето е стокмено да одговори на потребите на семејниот транспорт, значи да биде удобно и да добро ги абсорбира неравнините на патот, што е случај со подпирањето на Jogger. Кога се вози малку поагресивно, се чувствува дека Jogger нема баш најдиректно управување, но направено е тоа да може да ви пружи јасна представа за положбата на возилото. Доколку барате возило кое ќе биде од оваа конотација, а ќе има далеку подинамични возни својства, ќе морате да брцнете во својот джеп многу подлабоко. Рационалната концепираност на Jogger просто фасцинира. Во внатрешноста ја има задржано ергономијата, ги има задржано сите неопходни функции за модерен автомобил, но доколку барате и згора дополнителна опрема, тогаш барајте ја во друга компанија. Dacia со својот модел покажува дека моноволуменците или пак кросоверите или многонаменските возила можат да пружат возни својства кои се далеку од критика. Напротив, спрема функцијата и ориентацијата на моделот Jogger, Dacia направи сосема добра работа. Jogger не е перфектен автомобил. Од него не барајте спортско управување, од него не барајте спортски манири, но сето останато можете слободно да го побарате. И на крај доаѓа секогаш заклучокот, а тој нема да биде лесно да се донесе за Dacia Jogger. Овој модел покажува дека румонците знаат да направат не само рационален, туку и помалку емотивен дизајн. Доколку имате потреба од многу простор и имате спортско активен живот, тогаш Dacia Jogger е за вас. Доколку би ме прашале дали би го возел без никаков комплекс овој автомобил, би рекол да, но би почекал да дојде новиот знак на Dacia кој е предвиден некаде кон
втората половина на оваа година. Dacia Jogger не е перфектен автомобил, но за 20.000 евра во својата DC Extreme Line Dacia покажува дека со своите производи не е само рационален, туку полека и сигурно станува и емотивен бренд. Тоа беше се што подготвивме во ова издание на Автомагазин. Ви благодарам на вниманието и се гледаме за 7 дена. Пријатно!